Лозарите кои први ги обраа лозијата, разочарано велат дека годинава родот е преполовен, дури и катастрофален. На одредени површини под лозови насади практично нема што да се бере. Кога кон тоа ќе се додаде дека квалитетот главно е под вообичаеното ниво, а шеќерните единици се за околу 30% помали од минатогодишните, тогаш станува јасно дека оваа година вино и ракија ќе се произведе значително помалку. Грозјето не сака големи температурни осцилации, проследено со чести врнежи, поради потекнувањето и појавата на разноразните болести. А летото на изминување беше токму со тие карактеристики. Не помогнаа ниту честите третирања со хемиски препарати и други заштитни мерки. Лозарите помалку во шега, помалку сериозно, велат дека ќе мора грозје да произведуваат во затворен простор, како домати, пипер и слично. Лозињата не се во добра состојба, бидејќи во почетокот на август месец имавме една лош надвршен фактор кој што придонесе да само за неколку дена се развијат болести кои што предизвикаат доста штета и ваквите штети, односно делуваше на приносот со што препоставките се дури некаде до 50% да очекуваме намалување на истиот, што е една голема штета, односно голема загуба за лозарството во нашиот регион, иако не е толку многу застапена оваа гранка во нашиот Кочански регион, но сепак резултатите се на многу ниско ниво. Истите такви резултати ги забележуваме и во другите региони, како и во самиот Тиквишки регион, каде што е изразито, односно препознатлив по оваа култура. Кога кон сите овие неприлики ќе се додаде дека лозарите не се задоволни од откупните цени кои се движат од 11 денари за смедеревката, 13 денари за вранец, до 17 до 18 денари за мерло, ризлинг и други квалитетни сорти, останува констатацијата дека лозарите оваа производствена реколта ќе претрпат сериозни загуби. Инаку првичните мерења кај набраните количества грозје покажуваат дека смедеревката и другите ниско квалитетни сорти достигнуваат од 2,15 малигани, а вранецот 20 малигани или шеќерни единици.